Ало? Ало. Дамен. Добро веш, добар си. Супер, абе ти звонам да те прашам, ќе одиме во парк денес? А зашто не ме бараш на видеокол? Да, се. Изабела. Изабела, не, овие телефони немаат видеокол од 70-тите се. Сега може да се видиме. Супер. Ајде тогаш, одиме во парк. Ајде. Видеоразговорите во живо се една од големите придобивки на масовното користење на социјални медиуми и апликациите за комуникација. Во периодот помеѓу 2004 и 2011 година се појавуваат социјалните медиуми кои се најпопуларни во момент. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram и Snapchat. Малку подоцна во 2016 година настана и TikTok. Денес, речиси сите имаат барем еден профил на некоја од овие мрежи. Млади, стари, деца, дури има и миленичиња со своји профили. А ако треба да ги опишете социјалните медиуми со 3 збора, како би ги опишале? Прво би рекла дека тоа се првиот збор нека биде информации. Видео, смешки. Најчесто се со булинг, има и многу поддршка. Второто нека биде учење и третото нека биде забава. Корисно, понекогаш додавно. Некогаш штетни информации, нешто за забавување и Среќа. Толку најчесто имам за. Социјалните медиуми се како голямо игралиште на интернет. На нив може да разговарате со вашите другарчиња, да споделувате фотографии, играте игри, слушате музика. Но и да стекнувате нови пријатели, да разговарате и да се информирате за настани кои ви интересираат или да научите нови работи. Исто како на игралиште и на социјалните медиуми може да биде забавно, интересно. Но и некој може да ве сопне, навреди, измами. Лесно можете да комуницирате со вашите роднини или пријатели во странство и со притискање на едно копче да вклучите камера и да видите што прават во моментот. Но социјалните мрежи имаат и своји опасности и затоа треба да бидете внимателни. Повеќето од социјалните мрежи, за да се приклучите на нив или да отворите профил, потребно е да навршите 13 години. Ама сепак, добро уште сега да се знаат овие работи. Не објавувајте фотографии што ќе бидат достапни на луѓе кои не ги познавате. Тие фотографии може да бидат злоупотребени. Затоа секогаш советувајте се со родителите пред да објавите нешто јавно. Не комуницирајте со луѓе кои не ги познавате. Лажните профили се честа појава на социјалните мрежи и не знаете кој навистина стои зад нив. Затоа не верувајте на се што ќе прочитате или видите. Направете дополнителна проверка на информациите што ќе ги видите на Facebook, Instagram, Twitter и TikTok. Како? Прашајте ги родителите, наставниците или пак проверете уште еднаш на интернет. Размислете колку време минувате на социјалните медиуми и бидете внимателни, затоа што создаваат зависност. Доста ти е. Уште 5 минути, те молам. Убаво е да играте на вистинско игралиште, а не само Brawl Stars на виртуелно игралиште на интернет. Дај. Социјалните медиуми може да бидат забавни и супер корисни. Да, ако ги користиме паметно 1 до 2 часа дневно и ако сме свесни за ризиците и опасностите. Знам, ама види го ова. Види.